секој директор што доаѓаше, првата закана беше дека ќе летам од работното место. После 10 месеци си дадов отказ. Го пријавив, а погодата што се случи? Да, ништо. Дадов отказ. Цела централа, начело со стариот директор, ме викаше лична секретарка на младиот директор. Во секоја прилика се шегуваа со тоа, иако јас работев продажба во филијалата и во ниеден момент младиот директор не се однесувал надвор од професионалниот кодекс. Дури ретко го сретнував воопшто, еднаш у 2 месеци, строго службено. Требаше да се представува фирмата на едно службено патување и тој откажа, објаснувајќи ми со зборовите: нема да изгледа добро ако одиме заедно или ако те праќам тебе да шеташ. Ми рекоа дека сум преквалификувана и дека би биле срекни да работам за нив, но под услов да ја тргнам марамата. Моето искуство со мобингот е болно, бидејќи доаѓа до организација која што е создадена за зајакнување на жените и поради тоа што дојде од друга жена, во случајов предпоставената. Повраќањето од породилното отсуство не бе вратена на моето работно место, каде што работев 10 години. Туку ме шетаа како помошник во 3 различни служби. След додека не ме ставија да се јавувам на централа и ми ја намалија платата за повеќе од 40%. После 10 месеци си дадов отказ. Беше гладна за муки, доминација и контрола, па кога некој ќе изразеше став кој не е идентичен со нејзиниот, почнуваше да спрема одмазда. Тоа се случуваше во бескрајно коригирање на точки и запирки, игнорирање на сработените задачи, дискредитирање, дисциплинирање пред останати колеги, заплашување, демонстрирање недостапност кога е потребно одобрување за одреден чекор, непрекинато жалење колку има за работа. Работев во аптека месец и пол како фармацевтски техничар. Бидејќи бев најмладото и најновото вработено девојче, јас морав да посетувам повеќе од 12 работни часа. Континуитетот секој работен ден беше во ред, се додека не се случи тоа што се случи. Добив навреди од една отмена госпоѓа која што е професорка во основно образование, замислете. Беа насочени кон мене навредите: ајде сега една циганка тука мене ќе ми кажува. Последица отказно решение. Атмосферата на работа стана токсична, а јас бев исцрпена. Имав константни главоболки, насоници и чувство дека постојано нешто грешам. Почнав да одам на психолог, која што ми помогна да направам стратегија на преживување додека сум на работа и да се фокусирам на себе. Мобингот престана, така што кога мојот договор заврши, аплицирав за друга позиција во истата организација. Предпоставената ги прекрши правилата на регрутирање и ме исфрли од процесот како казна. Бев секогаш малтретирана бидејќи не бев член во ниту една партија. Јас секој директор што доаѓаше, првата закана беше дека ќе летам од работното место. Мислам дека на едно интервју ми се случи да ме прашаат дали планирам да се мажам, дали дечко ми е од Скопје, дали планирам да живеам со него и такви слични приватни прашања. После дознав дека ова било честа појава. Не се. Другата приказна почнува кога се вработи во еден локален кафич. Најчесто сум единствената жена во екипата. По завршувањето на една емисија, еден од колегите во екипата, видно алкохолизиран, ми дофрли коментар за изгледот кој по содржина на прв поглед беше безопасен. Планирав да барам работа као шанкерка. Ама уште од првиот ден, еден од газдите ми рече дека греото било вакво нивеа лице, што и да значи тоа, да се скрие во шанкот. Па на шала го опоменав: колега, не се опуштај. На тоа следеше: Мацо, ако не сакаш коментари, требало друго парталче да облечеш. Повторно, цивилизирано побарав да се прибере и алудирајќи на алкохолот на работно место, се заканив со пријава. Требало да работам надвор, да ме гледаат луѓе. Сум била цвеќе што ако работи во шанк ќе овенело. Од незгодно прифатив, ама муабетот со нивеа лице продолжени сите 3-4 месеци колку што работев таме. Пропратен со повремено галење по лицето, особено еден од каздите ако се напиеше. Имаше и допири по рацете и половината. Се разбира, опомени дека не сум се смеела доволно. И на тоа добив: Мацо, не треба да ме пријавиш, треба да ме примиш. Го пријавив, а погодата што се случи? Да, ништо. А во повеќе наврати буквално покажува колку сум била сладка на други гости. Возрастни мажи, како да сум на изложба таму. Ова и тие гости почнуваат така да се однесуваат со мене. Ама гледајќи што им се случува на другите од персоналот, викање, дерење, намалување на плата, бркање од работа, дури некои сами си заминуваат таму, мислев дека треба да сум среќна што кон мене односот е таков каков што е. Ама не се чувствував ни добро, ни среќно. Одбив промена на работното место и со месеци бев малтретирана од лице на повисока позиција
кој тврдеше дека не ја сакам промената, бидејќи сум во интимни односи со мојот тогашен претпоставен. Тие инсинуации беа јавно искажувани пред широк аудиториум, што влијаеше на перцепцијата на моите колеги за мене и ментално ме трошеше и депримираше. Сега, откако сватив што е, се грозам. За истово место бев информирана дека пред јас да почнам таму да работам, ги терале некои од вработените да вежбаат во паркот во близина, пошто биле дебели. Мислам дека ова најмногу на жени се однесувало. Меѓутоа мора да нагласам дека тврдењата не беа точни. Откако се вратив од породилно отсуство, ми беше одземана работата и се соочив со мобинг. Кога прашав што понатаму, ми одговорија дека мора да се докажувам однова, бидејќи сум одбрала да имам семејство наместо кариера. Неколку години се измачував за повторно да се докажам со долги работни часови, отсуства од дома, водев тимови и работев на важни проекти без корекција на примањата и со лажни мотивации за напредување. Дадов отказ.